Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев е исплашен човек, кој се обидува на секој можен начин да влијае врз истрагата во случајот со рекетарскиот октопод, за да спречи да се дознае вистината дека главата на криминалот не е ниту Боки 13, ниту Катица Јанева, туку единствено врвот на неговата власт. Затоа Заев по секоја цена сака да влијае врз обвинителството и судските органи со цел оваа истрага да се забошоти и да се заборави. Доколку власта на Заев беше чиста, немаше да контактира со адвокати на обвинетата Катица Јанева и немаше пророчки да предвидува дека притворот на Катица Јанева ќе биде укинат. Веќе сите во јавноста видоа дека истрагата е крајно искомпромитирана и се води непрофесионално од страна на русковски обвинителството. Најпрвин, од Петни жили се обидуваа таа да остане ограничена само на Боки 13 и Зоки Кичец, па откако излегува материјали по странски медиуми за вмешаноста на Катица Јанева, со тешко срце мораа истрагата да ја прошират и кон нејзе. Во меѓувреме, Јанева имаше време и можност да брише докази, да влијае врз сведоци, да форматира телефони и форензички да брише компјутери во сејо со секакви докази кои што можеби постоеле. Сега гледаме дека случајот повторно тапка во место, а Јанева од притвор во крајно сомнителни услови. Испраќа писма и дава наредби кои јавниот обвинител Јовевски безпоговорно ги прифаќа. Замислете, тој што треба го гони осомничениот криминалец, прима наредби и постапува по барањето на криминалецот. Тоа го има само во правната држава на Зоран Заев. Да биде уште посомнително, прво обвинетиот Боки 13 се уште нема дадено исказ, ама затоа 10 пати отиде до болница. Дали во болниците се влијаело или се вршело притисок врз него да не ја открива целата мрежа на рекетарскиот октопод, за на тој начин да не се дознае за инволвираноста на рекетарските ликови Фрики, Кики, Шеки, Баки и останатите, треба да каже Вилма Русковска. Очигледно дека обвинителството на Русковска нешто крие и се обидува со правна гимнастика да спаси повисоки владини функционери без кои милионските рекети немало да се случат. Тоа е причината поради која Заев моли Бога работите во обвинителството да останат статус кво, за да може и во иднина распупеното судство да мижи пред очигледните криминали. Ама тоа нема да помине. Целата јавност виде и целата јавност слушна, но и допрва ќе открива за криминалиите на оваа власт. Арамиите, кои денес се представуваат како власт, ќе одговараат и пред народот, но и пред законите. Тоа време многу брзо ќе дојде. Благодарам.